Почитувано председателке, почитувано присутни, директори, люди. Слушахме говорници на колеги. Ги слушах внимателно и сега сакам да прашам дали имаме проблем ние или вие. Дали живееме во ист град и зборуваме за истите училишта. Јас имам две деца кои одат на училиште, тоа што го кажавте, не го гледат. Може да одеш на училиште одат. Не знам. Тоа се изгледа од сите ваши проекти кои ги ветивте во овие изборни програми, вашата идеологија 2013-2017 и предходно, од тие проекти не знам колку имате реализирано, сигурно немате прочитано што имате напишано. Таму ветувате изградба на минимум две нови детски градини, изградба на едно ново училиште. До кај сте со тие проекти? До кај сте со тие ветувања? Од сите тие ветувања, од град кој имаме 25 милиони евра буџет, и вие сте на власт, локално ниво, веќе и на централно ниво, цели 11 до 12 години, вие се задоволувате со проектот промена на прозорци на училишта, замена на цевки во училишта и на крајот завршвате со изградба на ново училиште во Којашево, кое према потребите на мештаните таму од 150 метра квадратни и 80 метра квадратен двор. И тој проект кој го реализиравте, 3 пати го грешевте. 3 пати одеше на комисија за урбанизам поради погрешни коти и параметри. Од толку големи очекувања и предвидувања се сведовте на училиште од 150 метра квадратни. Символ во ова држава и ова владење од 12 години, символ за уништувањето на образованието е ДПМН. И погрешните проекти кои ги спроведат. Тука беше поставено прашањето како ние ќе му кажеме за укинувањето на Кембридж програмата. А како вие му кажете за воведувањето на Кембридж програмата? Преку нотек на некој напиша нешто, зеле нешто. Имате видено вие како изгледат училиштата во странство, за да ја спроведиш Кембридж програмата? Дали знаете како изгледат училиштата во странство? Дали има ето образовниот систем, некој одеме на проект да види како изгледат таму? Имате? Да. И слично на нашите изгледа. Со компјутер за секое дете кој стои на биро, никогаш не проработе, се потрошија милионски суми на пари. 30% од училиштата, компјутерите не се ни наместени по биро, а стоат во избите, бидејќи инсталацијата не поддржува, нема трансформатори околу за таа потрошачка сила која треба да ја вечат компјутерите. Тие компјутери што се оставени таму да седат на бироата на крајот од годината и им се наплаќа за оштета на истите после 10 години. Значи родителите плаќаат. Значи има има ценовници стакнати по училиштата каде што децата ги плаќаат оштетените уреди. Никој не ги задолжил со тие компјутери за да можат да ги наплаќаат деловите кои се оштетени. Тие компјутери не работат. И па се сведе на старото. Информатички кабинети, само тие функционираат. Останатото е декор по училниците. Декор по училниците. Тоа е погрешното. Што за вас беше многу лесно да се спроведи проект без анализа, а за нас е тешко бидејќи се прават анализи и темелни истражувања. Па затоа, за да се фати некој тек, мора да се укинат тие расипнички и неубави работи, за да се воведи нешто ново. Затоа, почекајте, ќе види. Ние имаме што да говориме. 11 години говоревме, не наидовме на ниедна критика од наша страна. Ако беше нашето кажано, беше одбивано и по 2 наредни седмици на централно ниво беше прифаќано бидејќи беше предложено од загрижена група на граѓани. Немавте суета, дури ни тоа да го признајте дека и мерките кои ги дава Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се добри за иднината на државата. Дотаму ги беше суетата. Али изгледа, знаејќи некои личности има. По градо и по широко, суетата е одлика за ДПМН. Цел овој изминат период,
Значи, немаше да разговарам за завршните сметки. Срамота е во 21 век да разговараме дека училиштата работеле совесно и добро и дека сте обавувале добро работата, кога долгот на училиштата се зголемува, а и да не се зголемува долг во 21 век на добиени училишта пред 11 години на локално ниво, некој го позитива од 300.000 евра, а некој рентабил на нула, ги доведовте да должат цели 2 милиони евра, последна анализа, 2 милиони евра пари за 11 години. И вие кажувате дека имате менаџери добри кои ги менаџират училиштата, тоа е социјална помош. Ради непримањето на критиката од наша страна и од страна на сите, ради вашето его, се донесовме до таа ситуација. Да, должат. И што е тоа денек ние признајме дека должат и што треба фактот сега тоа да значи дека тоа е оправдување, ние сме доблесни, признаваме училиштата должат, тоа е страм. Страм за раководните тимови на општината и раководните тимови на училиштата. Сега ќе се осврнам малце на некои работи кои родителите од градот Битола ги засегаат, иако беа начинати некои работи. Претходниот пат исто така говоре за некои добри работи и ви замолил било кој од директорите се осуди да ми одговори. Сакам да ми одговори. Сакам да добијам одговор, информација на некои мои прашања. Ако не, вие можете да одговорите ако веќе имате разговарано за нешто. Значи, се повеќе се поставува прашање дали вашите директори во корелација со службите од општина Битола, образовните институции, се директори на училишта, каде што треба да го контролираат образовниот процес или менаџери на автобуски компании. Тоа доаѓа од таму што екскурзите кои се организираат се наплаќаат по високи цени. Како го заклучија тоа одреден број на родители? Побараа за истата релација понуда од 3 различни компании. Од трите компании добија разлика по 8 денари од дете. Че еден автобус за таа релација, која наплаќа училиштето 100 денари, тие ја добија за 30 до 40% поевтина на писмена понуда. Зошто? Значи, зошто има толкава разлика? Не е битно дали е 80 или 100 денари или 70 со 100. Треба да се знае што со остатокот на пари. Зошто за сите проекти кои се спроведени во училиштата, дали транспорт, дали купување на карти, дали плаќање набавка на било што во образовниот процес, ние како родители не ни е проблем, ќе го платиме за доброто на децата. Ако треба. Зошто тоа не е, како што кажа вашиот премиер, бивш премиер сега, Никола Груевски, да биде транспарентно на општа оплатници со фискална сметка или на општа оплатници. Парите додат на сметка и да се знае колку пари се слева. Значи, тука е проблемот. Не е проблем што ќе ги платиме тие 100 денари. Не се сомневам. Тој што нема, има и механизам, директорите знаат, се прави фонд за децата кои се социјални случаи во тие паралелки, даваат другите седели на истиот број на родители, за и тоа дете да не се одвојува од класа. Зошто тоа не оди на општа оплатница? Тоа е многу битно прашање. Не е. Пак се навраќаме на тоа дека е срамота во 21 век општина Битола да дозволи. Значи, кога едно предпријатие работи повеќе години со загуба, некој мора да понесе одговорност. Дали директорот треба да си даде оставка, да си оди, како не можење да го не е неспособен, тој е способен. Дали по фактор страв да се спротистави на некој во општина Битола, дали тој по помал отпор седи таму и не по негова волја прави некои работи, или по немање визија за да го изменаџира тоа како што треба, нешто не е во ред. Значи, некој треба да си оди. Ако ме прашате мене, кога јас ќе немам контрола на менаџирање на еден процес, ќе си одам. Тоа е доблесно. Ќе го заштувам достоинството и образот. А не 11 години разговараме, сега должевме 1.600.000, сега должиме 2 милиони, добро било. И не може училиштето стече, не е приватна фирма, 11 години, кој толерира долг? Никој. И само си отпишвате, си допишвате. Кога ќе се соберат сите суми, не 2 милиона, 3 ќе бидат сигурно. Кога водовод ќе фактурира, нискоградца ќе фактурира, то се е врзано. Сето тоа што можете на локално ниво го тргате и го занемарувате. Имам прашање кое на претходната комисија ја прашав и директорката од едно училиште околу обезбедувањето.
одговор немам добиено до ден денес. Вече ќе ми одговори. Кој не е безбеден? Тој одговор го немам добиено до сега. Децата или објектите? За кој плаќаме обезбедување? За децата или за објектите? Ако се за објектите, тие се собственост на РМА или на општината. Ако се децата, да си бараме чарето. А полиција, значи, признава де факт дека нешто не е во ред, не функционира. Значи, тоа е таа нетранспарентност на барање, одговори и недобивање која не донесе во луѓето. Тука е неголемата грешка. Кога ќе има комуникација, не можеш длабоко да сгрешиш. Кога ќе има дебата, кога ќе прифаќаш критики, не можеш многу да сгрешиш, ќе те контролират. Парите од салите, директорите ги прашаат во прошлиот пат. Треба да одат на наменска сметка само за салите. Тие пари со кои се изнајмуваат салите, мора да одат во салите за одржување, така вели законот. За купување на топки, за санирање на сјалици, за санирање на било што се оштетува во салата. По наредба на секретара на општина Битола, никој нема доблесно да го кажи, парите се пуштат во општина Битола. Па ве изеде во општина Битола, сите не изеде. Колку пари му треба? На 25 милиони евра буџет уште му треба? Ете и 2 милиони не прифаќаат од централна власт. Јас имав толку и се надевам дека ќе добијам одговор. Благодарам. Како видите,